Добри дојде на подкаст од Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помогам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Во оваа подкаст епизода ќе зборувам за тоа кои се трите најчести грешки при изучување на македонскиот јазик. Како некој кој зборува 6 јазици и ова го имам поминато многу пати, можам да ти кажам дека овие грешки често се среќаваат при изучување на било кој странски јазик. Оно што ќе ти кажам дека сосема е нормално да правиш грешки при усовршување на некоја вештина, во овој случај македонскиот јазик, било која вештина да усовршуваш денеска, ќе почнеш да правиш грешки. Некои изреки кои ми служат, сакам да ги искористам при усовршувањето на вештините. Може би си слушнала за онаа стара изрека, кој учи, односно работи, тој и греши. Оваа изрека ја користам кога ќе почнувам да усовршувам некоја нова вештина во мојот живот и изрекава ми служи како еден вид цел дека само со учење, работење и практицирање ќе научам подобро. Грешките се тука да ни помогнат да се освестиме каде грешиме и служат како лекција за понатамошно подобро совладување на јазик. Јас кога ќе воочев дека сум направила грешка при изучување на некој странски јазик, не си гледав себе си. Како можеш ова да го не знаеш? Знам дека доста ученици и студенти си ги изговарат овие зборови и затоа сакам да ги потенцирам тука. Туку ќе си кажам, аха, види ова не го знае. Сега ќе се потрудам да го запомнам и следниот пат ќе внимавам при употребата на овој збор. Мојата грешка не ја гледав како нешто страшно, туку на неја гледав како лекција, освестување на тоа што треба да внимава. Грешката ја разбирав како лекција на која треба повеќе да обрнам внимание и да се обидам да разберам зошто грешам и како можам себе си да си помогнем следниот пат да не погрешам или пак да видам зошто ја правам истата грешка. Но да се вратам на грешките кои најчесто ги забележувам кај луѓето кои сакаат да зборуваат македонски. Првата грешка која ја забележувам при изучување на македонскиот јазик е преголемо фокусирање на граматиката. Ова го имам забележено кај доста луѓе, всушност, кои почнуваат од почеток да учат некој странски јазик, или пак јазикот не го имаат зборено некое време и сега сакаат да се активираат. А секако дека ова го имам забележено кај луѓето кои сакаат да го усовршат македонскиот јазик. Она што често се случува е учење и помнење на граматичките правила напамет. Или повторување на истите како папагал, како лекции. Јазикот не можеме да го учиме како некоја лекција по географија или историја. Мислам, можеме, никој нема да ни забрани да го сториме тоа, но тоа е потешкиот пат. Ќе изгубиш многу време и енергија додека ги запомниш сите тие граматички правила на тој начин. Граматиката е важна, бидејќи те учи да составуваш точни реченици при пишување и зборување. Па така, ако зборуваш или пишуваш без да ги употребиш граматичките правила, нема да направиш голем напредок. Но граматиката како систем не треба да се учи напамет. Било што да учиш напамет, нема да ти влезе во главата како долготрајна меморија, нити тука ќе остане долго. Туку ќе ти трае до утре сабајле. Или пак кога насела, сакаш да ги научиш граматичките правила и пиеш 3 кафења на ден, но тие правила некако не можат да ти влезат во главата. Сосема те разбирам, знам како ти. Она што можам да ти кажам дека низ моето искуство, дека граматичките правила најдобро и најефикасно се учат кога ќе се разработат со пример. Кога граматичките правила ќе ги употребиме во некоја твоја секојдневна животна ситуација во која се наоѓаш. Тогаш најдобро ќе ги научиш граматичките правила. А нема да има голем ефект јас да ти повторувам секој ден дека акцентот се наоѓа на третиот слог од крајот на зборот, дека се вели читајќи, а не читајќи, или пак ова се хомоними или антоними. Тоа е супер да се знае, но нема да ти помогне многу ако јас тоа ти го повторувам секој ден, за да ти утре веќе знаеш подобро да зборуваш на македонски. Другата грешка која често ја гледаме сосема спротивното, игнорирање на граматичките правила. Кога некој ќе дојде и ќе ми каже, зошто пак сега да учам граматика,
jaz ке znam pravilno da zborvam makedonski i bez gramatika. To je golema greška v razmislovanju. Imam sred na to ljudje, koji misle дека makedonski jazik ke naučat убаво да го зборуваат без да прочитаат ниту едно граматичко правило. Туку со слушање на јазикот. Да, јас сум волен заговорник во слушањето на јазикот и потребата исто тоа правило да се практицира. И лично мислам дека тоа ќе ти биде една одскочна даска во усовршувањето на твојот говорен македонски јазик. Но дали навистина ќе ти помогне правилно да зборуваш македонски? Предпоставувам дека твојата цел не е само да го зборуваш македонскиот јазик, туку со само доверба да го зборуваш јазикот. Кога некого ќе сретнеш, гласот да не ти трепери веќе. Кога треба да прашаш или да одговориш на некои прашања, да имаш самодоверба. Кога ќе се јавиш на телефон, да зборуваш со самодоверба. Граматиката и правописните правила е нешто што е must to have, а не nice to have. Граматиката се учи на тој начин што се вежбаат и практикуваат граматичките правила, но во комуникација со соговорниците, а не учење напамет на истите. Веќе ти е досадно, ако ти е досадно веќе да ги вежбаш истите граматички правила и да не гледаш никаков напредок во твоето зборување, тоа е бидејќи вежбите ги работиш во вежбанка и тетрадка. И кога ќе завршиш со вежбата, ја затвараш тетрадката, а граматичкото правило станува ненаучено. Или пак доаѓаш во фаза кога си велиш, а зошто пак воопшто да ги учам сите овие правила кога не ми треба убаво да зборувам на македонски? Грешката е повторно во начинот на размислување. Од една страна, сосема те разбирам да имаш отпор према граматичките правила, мислам сите тоа го имаат, од причина што се суопарни и доколку не се учат низ примери, тешко дека ќе можеш лесно да ги запомниш. А од друга страна ти прават револт, веќе тешко ги поврзуваш во вистинските реални ситуации. Но да ти ја кажам вистината. Преку практикувањето на зборувањето заедно ќе ги научиме граматичките правила кои ти прават главоболка и нема толку да ти биде страшна граматиката. Третата грешка која често ја гледам кај учениците е самостално учење на јазикот без заедница. Тоа можеби не може да се каже дека е грешка, толку повеќе мислам дека е една отежнувачка околност. За германскиот, францускиот, англискиот јазик имаш апликации на секаде каде и можеш да го вежбаш јазикот со изворните говорници. Но засега не сум сретнала ниту едно за вежбање на македонскиот јазик. Оно што го имам приметено кај 90% од учениците кои сами го учат јазикот е дека ќе се откажат од учење веќе после првиот месец. Губат мотивација и волја да продолжат да го учат јазикот. Како и при воведување на некоја нова навика или усовршување на некоја нова вештина. Мотивацијата и волјата се губат многу брзо, а без заедница која те поддржува, тешко дека ќе успееш сама да истраеш во таа вештина. Лично сметам дека апликациите за јазици нема да ти помогнат многу за да можеш да зборуваш на македонски. Мислам, мене не ми имаат многу помогнат. При моето изучување на странски јазици сум пробала неколку апликации, но велам дека не ми имаат многу помогната од причина што таму повторуваш зборови и вежбаш како се пишуваат. Но без вистински говорници тешко да го усовршиш така јазикот. Први си на ниво каде знаеш голем дел од зборовите и тука ти е малку здодевно. Но кога ќе дојдеш на ниво кога веќе не знаеш зборови или ти се тешки за помнење, тука твојата мотивација престанува, бидејќи веќе немаш награда која вели браво, си ги научил сите овие зборови, одиме на следното ниво. Или пак можеби ќе ги погодиш сите зборови како се пишуваат и како се изговараат, но кога повторно ќе треба да зборуваш пред група луѓе, твојот глас повторно ќе почне да трепери. Затоа велам дека заедницата е многу важна при усовршување на јазикот, а особено ако си дел од заедницата која во исто време поминува низ истите предизвици, низ истите стравови и низ истите недоумици како и ти. А доколку сакаш јас да ти помогна, со лесно да го зборуваш македонскиот јазик, кликни на линкот кој се наоѓа во описот на оваа епизода и закажи твојата прва бесплатна консултација. Многу се радувам да те запознавам
и те поздравувам до следното слушање.